Здраво, драги мои љубители на емисијата Црвило, добродојдовте во уште едно ново издание. Што се ви подготвивме, останете со нас до крај, не го менувате каналот. Без разлика дали сте љубител или противник на тетоважите и тетовирањето, морате да признаете дека постојат луѓе на кои овој украс им стои прекрасно. Сепак постојат и оние за кои се прашувате зошто го направиле тоа. Се што треба да знаете доколку сакате да се тетовирате. Се што треба да знаете доколку сакате да се тетовирате. Без разлика дали сте љубител или противник на тетоважите и тетовирањето, морате да признаете дека постојат луѓе на кои овој украс им стои прекрасно. Во врска со тетовирањето, станува збор за болен процес за кој треба да се подготвите доколку сакате се да помине во најдобар ред. Па токму затоа одлучивме да ги решиме сите ваши дилеми во врска со тетовирањето и да ви откриеме се што треба да знаете доколку сакате да се тетовирате. Прво и основно, ќе боли. Во зависност од тоа на кој дел од телото ќе ја правите тетоважата, болката е помала или поголема, но едно е сигурно, таа е задолжителна. Професионалните тату мајстори на луѓето кои ќе се одлучат на овој чекор им препорачуваат да се фокусираат на дишењето. Исто така, обидете се да ги оттргнете вашите мисли од болката и размислувајте за нешто друго. Болката е привремена и затоа обидете се да се смирите со дишење и ќе биде многу полесно. Ако ни тоа не ви помага, секогаш постојат анестетици кои можат да се користат, а кои може да ја намалат болката. Често на Инстаграм можеме да видиме дека тетовираниот дел од телото е обричен, доколку станува збор за машка рака или нога. Меѓутоа тоа не е голем проблем за тату мајсторите. Тие можат да ги прават тетоважите и на небричени делови од телото, но најчесто го прават тоа за да си олеснат работата или доколку навистина е потребно. Ако сакате да им ја скратите работата, тоа можете да го направите и вие самите. Кожата мора да биде чиста. Делот од телото кој што сакате да го тетовирате мора да биде чист. Кога го велиме тоа, мислиме на тоа дека на тој дел не би требало да имате акни или отворени рани. Доколку пак имате некои белези со нив тату мајсторите може да се справат, но тоа зависи од типот на кожата и староста на повредата. Дали треба да ја покривате веќе направената тетоважа? Една од најголемите дилеми помеѓу луѓето е токму оваа. Некои тату уметници препорачуваат да ја прекриваат тетоважата на неколку дена, а газата да ја менувате на неколку часа, додека други истакнуваат дека треба да го избегнувате покривањето на тетоважата. Затоа во зависност од местото на кое се наоѓа вашата тетоважа, треба да ја покривате првите неколку вечери, но пред да го направите тоа, добро исчистете го тетовираниот дел. Колку време треба да помине за тетоважата да оздрави? Овој период варира од личност до личност и зависи од тоа кој и како ја направил тетоважата. Затоа е важно веднаш после тетовирањето да ја чистите тетоважата секоја вечер и да нанесувате тенок слој крема која помага во зраснувањето на раните, што е процес кој обично трае од 2 до 4 недели. А што ако сакате да ја поправите направената тетоважа? Коригираните тетоважи заземаат поголем простор на телото од оригиналните тетоважи. Често пати се потемни и на многу тату уметници не им пречи да ги прават, иако тие знаат да бидат многу поболни. Совет, доколку не сакате да направите тетоважа која ќе ја носите цел живот, воопшто немојте ни да размислувате за тетовирање. Со летото доаѓа и покажување на повеќе кожа, а особено се истакнуваат стомачињата кои ги криеме покриени за време на постудените денови од годината. Со кратки маечки, широки тенки блузи или во бикини на плажа, овие стомачиња го привлекуваат вниманието на сите. Не ви предлагаме веднаш да одите да се испирсате ако порано не сте го направиле тоа, но ако веќе имате пирс на папок, еве кои се модните трендови според кои можете да се водите ако вие во план ова лето да го покажувате вашето меше.
Иако лудаста за пирсинг на папок е намалена во последниве години, тој сепак останува еден од најпопуларните, особено кај најмладите од нас. Пирсингот на папок станува популарен во 90-тите. Се започнува со супермоделот Кристи Тарлингтон, која на модна ревија во Лондон се представи со прстен од папокот. Овој тренд брзо се прошири меѓу познатите личности. Мадона, Бионсе, Дженет Джексон или дури Бритни Спирс почна да носат пирсинг на папокот. Пирсингот на папокот полека заздравува. Ако стомакот е многу затегнат или многу тенок, заздравувањето може да не се одвива толку брзо како што се очекува. Тоа е затоа што новопрободениот папок е постојано напојуван. Кога се пробива папокот, обично не се пробива самиот папок, туку наборот на кожата на папокот. Сепак постојат многу варијанти кои може да се пробијат околу и низ папокот. Бидејќи вашиот папок може да добие многу различни форми, важно е да закажете состанок со професионалец кој ќе ви каже каков тип на пирсинг е најдобар за вас. Како и кај секој пирсинг, болката варира од личност до личност. За време на пирсот, сензациите не се толку пријатни, но остануваат поотпорни бидејќи постапката е прилично брза. Болката се буди многу подоцна како што често се случува со пирсингот. На местото може да се нанесе аналгетски спреј или крем за да се ублажи болката. Како оди заздравувањето после пирсингот? Во однос на исцелување, пирсингот на папокот бара трпение. Навистина папокот се наоѓа во дел од телото кој бара многу движење на редовна основа. Кога само седнувате, папокот постојано се злоупотребува. Затоа заздравувањето на пирсингот на папокот обично е тешко и одзема многу време. Потребни се 10 до 12 месеци за целосно заздравување. Зошто и од кога носиме бурми? Ја знаете ли символиката и историјата која стои за традицијата на носење бурма и зошто тие во повеќе култури се носат на прстот до малиот на левата рака? Ја знаете ли символиката и историјата која стои за традицијата на носење бурма и зошто тие во повеќе култури се носат на прстот до малиот на левата рака? Бурмите денес во светот представуваат израз на љубов, но никој не може точно да одреди кога настанала оваа традиција. Некои веруваат дека најстариот помен за размена на прстени во тек на венчавки потекнува од Египет пред 4800 години. Шаш, рогозина и трска, кои растеле покрај добро познатиот папирус, биле вртени и плетени во прстени или други парчиња накит, кои жените ги носеле во текот на овие свечености. Кругот е символ на вечност, без почеток и крај, не само за египтјаните, туку и за многу други древни култури. Дупката во средина на прстенот исто така имала значење. Не била сметана само за простор, туку за капија или врата која води до настани и нешта, познати и непознати. Да се даде на жена прстен значело вечна и бесмртна љубов. Материјалот од кој биле правени тие прстени не бил долготраен и наскоро биле заменети со прстени од кожа, коски или слонова коска. Колку бил поскап материјалот, се верувало дека е поголема љубовта кон личноста на која се дава. Вредноста на прстенот исто така демонстрирала богатство на тој што го подарува. Римјаните со тек на времето ја прифатиле оваа традиција, но со сопствено значење. Наместо пружање на прстен кон жената како символ на љубов, тие го давале како символ на сопственост. Римјаните ја потврдувале сопственоста над својата жена со подарување на прстен. Римскиот веренички прстен подоцна бил правен од железо. Символизирале сила и трајност. Се верува дека римјаните се први кои почнале со гравирање на прстените. Дури во 860 година од нашата ера, христијаните почнале да користат прстени во свадбените церемонии. Дури тогаш прстенот не бил едноставен и обична лента која ние ја познаваме. Обичните прстени биле украсувани со гравирани лебеди, лири или споени раце. Црквата ги осудувала тие прстени како небожни и во 18 век бурмите и вереничките прстени биле многу поедноставни, а во таа прилика им бил даден поинаков изглед кој тогашните бискупи го нарекле символ на единство на срцата. Бурмите во текот на различни историски времиња биле носени на различни прсти, вклучувајќи ги и палците на двете раце.
Според традицијата за која се верува дека потекнува од римјаните, бурмите во многу култури се носеле на прстот до малиот на левата рака, бидејќи се верувало дека во него постои вена в морис или вена на љубовта, која директно е поврзана со срцето. Сепак научниците покажа дека тоа не е точно. Наспроти тоа, митот и понатаму се смета како основна причина за носење на бурмата на овој прст во одредени средини. Втората теорија за која се верува дека христијаните ја одредиле левата рака за прстен е помалку веројатна. Раните христијански бракови имале ритуал за носење на прстен на средниот прст, додека свештеникот ги изговарал зборовите во име на Отецот, Синот и Светиот Дух. Тој со прстенот го допирал палецот, показалецот и средниот прст, а потоа со амин го ставал прстенот на прстот до малиот прст, со што се склучувал бракот. Попрактична теорија се темели на тоа дека меките метали како традиционалното злато за бурмите помалку се трошат на прстот на левата рака, пред се бидејќи луѓето се деснораки. Освен тоа, прстот до малиот на левата рака е најверојатно втор најмалку користен прст на раце на човекот веднаш по малиот прст. Малите прсти секако се мали, бидејќи прстенот би имал мала површина за декорации, што може би ги мотивирало луѓето прстенот да го преместат на следниот најмалку користен прст, кога има иста големина како и другите прсти. Имате проблем, стоп за опаѓањето на косата по корона. Според податоците од Кина, повеќе од 25% од пациентите што се третирани од COVID-19 во болница забележале прекумерно опаѓање на косата 6 месеци по прележаната болест. Покрај регулирањето на нивото на железо и витамин Б, постојат уште неколку важни правила што ќе ви ги вратат густината и квалитетот на вашата коса. Слушаме кои се тие. Според податоците од Кина, повеќе од 25% од пациентите што се третирани од COVID-19 во болница забележале прекумерно опаѓање на косата 6 месеци по прележаната болест. Покрај регулирањето на нивото на железо и витамин Б, постојат уште неколку важни правила што ќе ви ги вратат густината и квалитетот на косата. Проблемот со губењето на косата по коронавирусот стана една од најчестите причини за посета на ендокринолог. Постојат теории што објаснуваат зошто ја губиме косата по прележување на COVID-19. Кога вирусот ќе влезе во телото, сите ресурси се насочуваат да се борат против него, што може да ги занемари помалку важните процеси, исхраната на скалпот, квалитетот на косата. Вирусот со себе носи не само ризик од згручување на крвта, туку и ја нарушува исхраната на ткивата, што може негативно да влијае на растот на косата. Секоја болест, вклучувајќи инфекцијата со коронавирус, предизвикува недостиг од одредени витамини и елементи. Недостигот од железо и витаминот Б е особено опасен. За време на корона никако не може да се исклучи ефектот на стрес. Во овој случај стресот не е поврзан само со болеста, туку и со целата ситуација поврзана со пандемијата. Опаѓањето на косата може да се гледа и како несакано дејство од долготрајната употреба на лекови, како што се одредени антибиотици и кортикостероиди. Настанува интоксикација на целиот организам и се нарушуваат основните метаболички процеси. Што да се преземе? Ако сакате да ја помогнете на вашата коса да заздрави од сериозна вирусна болест, тогаш ви препорачуваме да го промените вашиот начин на живот. Променете ја исхраната. Прво, важно е да се претресе исхраната и да се состави балансирано здраво мени. За да подготвите рационално мени, прво мора да го одредите дневното внесување на калории. Според количеството на калории направете мени што вклучува намирници богати со железо, витамин Б и Д, цинк, протеини и есенцијални масни киселини. Не заборавајте да ги изфрлите од исхраната солената, мрсната, пржената, брзата храна и газираните пијалоци, како и индустриските шеќери. Внесувајте непреработени производи чие потекло го знаете. Имунитетот горе, стресот долу. Второ, почнете да го зајакнувате имунитетот и обидете се да ги ограничите стресот и негативните емоции. Работата и животот под стрес играат клучна улога во борбата против опаѓањето на косата. Кога го намалувате нивото на стрес, телото ја регулира хормоналната неравнотежа. Спорт, јога, прошетки на отворено и здрав сон во континуитет ќе ви помогнат да се справите со оваа задача.
Многу е важно да си легнете пред 23 часот навечер и да спиете следните 8 часа. Имено во тоа време се произведуваат посебни хормони чија цел е обновување на имунитетот. Правилна нега на косата. Третото правило е нежно обликување на косата и правилна нега. Користете мек чешел за чешлање на косата. Не кинете ги, прамените и полека чешлајте ги. Особено внимателно чешлајте ја влажната коса, бидејќи е многу кршлива. Мијте ја косата најмногу 3 пати неделно и тоа само со нежни шампони. Барем неколку месеци престанете со агресивни хемиски процедури, како што се изликување прамени, белење, минивал, често боење и така натаму, бидејќи тие само што ќе ја влошат состојбата на косата и ќе придонесат за нејзино губење. Хидратантните средства ја обновуваат и негуваат оштетената коса и спречуваат понатамошно оштетување. Тоа може да бидат домашни маски или купени хидратантни препарати. Масирајте ја главата. Масажата на главата, доколку се прави редовно, придонесува за подобрување на циркулацијата на крвта и хранливите материи. Опаѓањето на косата значително се намалува доколку кожата се збогатува со хранливи материи за време на масажата на главата. Затоа пред масажата капнете неколку капки рицинусово или бадемово масло на рацете и правете кружни движења со рацете, минимално притискајќи ја кожата. Ова едноставна масажа совршено го стимулира растот на косата. Време е за подстрижување. Ако сте уморни од опаѓање на косата, обидете се да ја скратите косата. Кратката фризура ќе го прикрие оштетувањето на косата. Исто така, колку е пократко и полесно влакното, толку е полесно да се задржи на главата. Новата млада коса брзо ќе го скрие недостигот од густина, ќе и даде на фризурата атрактивен изглед. Ако кратка фризура не ви одговара, тогаш има смисла да размислите за брановидна коса. Имено кадравата коса изгледа побујно, додека правата ги нагласува недостатоците. Но избегнувајте да користите пегли и преси за виткање. Тоа можете да го постигнете со самолепливи виткачи или со меки папилоти. Колаген и пантенол. Витамините, минералите и колагенот дефинитивно можат да ја помогнат на косата. Колагенот ги храни влакната од внатре, а ја намалува можноста за нивно опаѓање. Од витамините корисни се биотин, B7, витамин С, витамин Е, железо и цинк. Овие додатоци во исхраната немаат многу контраиндикации, но подобро да се консултирате со лекар пред да ги земете. Пантенолот е исклучително корисна состојка за косата, затоа погледнете ги етикетите и изберете производи што го содржат или нанесете го, независно од тоа. Храна која предизвикува гасови и надуеност на стомакот. Граф. Да, погодивте, гравот е најпознат во народот по овој несакан ефект. Гравот е мешункасто растение и го има во над 70 видови. Богат е со белковини и јаглехидрати, растителни влакна, како и останати микронутриенти. Но гравот содржи и шеќери кои спаѓаат во групата јаглехидрати, кои го избегнуваат варењето и ферментираат во цревата, што предизвикува и појава на гас. Ова несакана појава може да се ублажи со неколкократна замена на водата при подготвување на гравот. Инаку црниот граф и пинто гравот се со подобри својства кога станува збор за подуеноста. Леќа. Освен што предизвикува несакана подуеност, леќата е многу корисна затоа што содржи висок процент на протеини, здрави јаглехидрати и растителни влакна. И за леќата важи дека со промена на вода при подготвување се ублажува подуеноста при конзумирањето. Посветлата леќа има помалку растителни влакна, но предизвикува и помала подуеност од потемната. Газирани пијалоци. Да, сигурно предпоставувавте дека и овие пијалоци кои содржат големо количество на газ и пиејќи ги вие го внесувате гасот во вашиот дигестивен систем. Дел од гасот останува заробен во цревата и предизвикува надуеност. Најдобра замена за сите видови пијалоци е секако водата. Пченица. Пченицата е богата со протеинот глутен, кој воглавно е проблематичен за луѓето кои имаат нетолеранција кон глутенот. Но незината употреба е премногу раширена и тешко се избегнува, бидејќи се наоѓа во многу традиционални рецепти за леп, разни пасти, други пекарски производи како колачи, бисквити, вафли, палачинки и слично.
За некои рецепти брашното од пченица може да го замените со овес, киноа или хелда. Брокола и растенија од иста група. Во групата спаѓаат и карфиолот, зелката, прокелот. Брокулата е едно од најздравите растенија што може да се употреби во исхраната. Поседува многу важни нутриенти како растителни влакна, витамин С, витамин К, железо и потасиум. Меѓутоа, кога станува збор за подоеност, таа создава тегоби од овој вид. Доколку ви пречат негативните својства, можете да конзумирате спанак, краставици, марула и други производи кои од една страна имаат извонредни позитивни ефекти врз нашето здравје, спаѓаат во групата на оние производи кои предизвикуваат подоеност. Тоа се кромидот и лукот. Млечните производи, па дури и овошје како јаболката и крушата кои се богати со фруктоза. Почитувани мои, јас тука се одјавувам, завршува уште едно издание на Црвило. Со нови содржини се гледаме наредниот петок во исто време.